Почитувани, разговараме со министерот за образование и наука на Република Северна Македонија, господинот Јетон Шакири, кој деновиве престојува во Соединетите Американски држави. Господине Шакири, деновиве престојувате во Соединетите Американски држави, каде што имате средби со сенатори и конгресмени. Која е целта на вашата посета во САД? Благодарам и за вашата покана, да имам прилика да кажувам и за вашата за вашиот медиум неколку зборови во однос на посетата во САД. Знаете дека САД се наши добри пријатели во соработка во сектор на образование. Заедно имаме неколку важни проекти што ги реализираме во нашата земја. Го искористив приликата да зборувам за нашите состојби кои се во високото образование, исто така и за веќе започнатите реформи во основното и промените што треба да се направат во средно образование. Заедно со САД реализираме неколку важни проекти. Што се однесува, имаме заеднички проект за медиумска писменост, кој е многу значаен и дел од учебните програми во основното образование. Знаете дека претходно како министер во Министерството за информатичко општество и администрација започнавме неколку проекти за сајбер заканите што доаѓаат во нашата земја и заедно со таа соработка сакаме да го продолжиме и во образование со поддршката од САД. Па исто така зборувавме и за високото образование, кои се нашите можности заедно со добри високообразовни установи овде да реализираме неколку заеднички меморандуми на соработка за да имат можност нашите студенти и исто така и професорите од САД да ни бидат визитинг професори во нашите универзитети. Но исто така имав и таа задоволство да пренесам дека нашата земја од ова студентска академска година ќе имаме повеќе Фулбрайт стипендисти студенти кои заради тоа што го значително го зголемивме бројот или вредноста на стипендиите за Фулбрайт. Од другата страна добив ветување дека секогаш поддршката од САД во образованието ќе го имаме, ќе треба јавно, транспарентно да работиме и да реализираме неколку значајни проекти и крајот на оваа посета ќе го завршам во Texas A&M University, каде што ќе имам прилика да зборувам со студентите и да ги кажам нашите состојби и таму исто така имаме Фулбрайт студенти кои се во истата високообразовна установа. Во текот на разговорот споменавте дека со САД работите на проект за медиумска писменост. Дали тоа значи дека медиумската писменост ќе стане задолжителен предмет во училиштата во Македонија? Заедно со Бирото за развој на образование и USAID ние сме во тек на внесување или во одредени новите учебни програми се внесени делови од медиумската писменост, но исто така ќе го продолжиме постепено во целото основно, исто така и во средното образование. Знаете дека добивме голема поддршка и во делот на последните случувања кои нашата земја ги реализираше во однос на случувањата кои беа во соседна Србија за проблемите во основните училишта таму. И таа поддршка преку УНИЦЕФ го добиваме секој дневно во дел на обуките што треба да ги реализираме кај децата, кај наставниците за пријавување на ситуација на насилство за да имаме што по-обезбедни образовни установи. Но исто така и медиумската писменост е значајна дека знаеме дека во последното време во времето кој што ние го живееме, борбата со вистински вести е една од позначајните борби што може да ги има општеството. Министре, иако учебната година одамна е веќе започната, голем дел од учениците се уште немаат добиено учебници. Докаде е тој процес? Кога учениците ќе добијат учебници? Јас ќе го искористам приликата да споделам со вас неколку важни информации. Знаете дека ова учебна година или 2023 година е една од позначените години каде што имаме 1.400.000 доставени учебници до сите ученици во основното образование. Еден многу значаен факт заради тоа што проблемот со учебници не е од последната година, е проблем кој доаѓа од последните 15 години. Но, истовремено, ова учебна година ние имаме исто така и нови учебни програми. Но многу добар факт на тоа што имавме доставена учебници од 1 септември е сите учебници кои беа одобрени од страната на Националната комисија и кои беа во процес за доставување, сите се доставија во 1 септември. Исто така, за новите програми кои се од трето одделение, кои беа доставени порано од Бирото за развој на образование во Министерството за образование и тие се доставија од 1 септември.
Учебниците од 6 одделение секојдневно се доставуваат. Јас знам дека не се однесува само за постапки во Министерството, има и постапки што зависат од Националната комисија, но ме радува фактот што тоа што го кажав, крајот на септември, почетокот на октомври и во текот на овие денови имаме достава на учебници заради тоа што во овој процес не беше само процес на печатење на учебниците, беше и процес на одобрување на учебниците за 6 одделение. Што значи дека ако можам да сумирам, поразлично од претходната година, поразлично од претходните 15 години, ние сите постапки на одобрените учебници ги имаме завршено на 1 септември. Но исто така продолжуваме со печатење на учебници за средно образование, каде знаете дека во гимназиско средно образование од подолги 10 години немавме учебници, а сега имаме учебници во почетокот на септември. Исто така и во стручното образование продолживме со печатење на учебници, но знам дека оваа проблематика ќе треба да се даде повеќе енергија, повеќе буџет за да го завршиме тоа што не е направено подолг период од 15 години. Кој е крајниот рок за достава на учебниците? Имаме ли некоја временска? Зборуваме дека учебниците во основното образование од 1 до 9 сите се достави. Зборуваме само за 6 одделение. Во момент кога зборуваме и денеска има достава на учебници. Крајниот рок јас од економскиот оператор побарав се што е можно побрзо да се доставуваат учебниците. Но можам тоа одговорно да го кажам, дека сите постапки што зависат од Министерството за образование, сите постапки се завршуваат за 1 или 2 дена, што е одговорност на Министерството за образование. Па очекувам во текот на деновите, во некои градови веќе е завршено, во секој момент да се заврши и за учебниците од 6 одделение. ВМРО ДПМН е обвини дека ги делите авторите на учебниците на партиски подобни и неподобни, а исто така побара оставка од вас. Како го коментирате ова? Мислам дека искуството што тие го имаат од претходните години, од ресорот што го имаат тие водено, од таа искуство може да зборуваат во моментот. Но, одговорно кажувам дека Министерството во ниту една постапка во Националната комисија не е вклучена во процес на одобрување на учебници. Исто така, одговорно го кажувам дека после неколку изјави кажано од опозицијата, јас имав демант, од кој демант не добив одговор од страната на опозицијата, дека кога зборуваме за учебници, треба да ги кажеме и реалните факти што се. Заради тоа што опозицијата беше дел на тие процеси, на тие одобрени и печатени учебници, скапи одобрени печатени учебници, 1000 учебници, каде што јас како министер ќе ги 1000 книги што беше проектот, ќе ги повикам сите медиуми заедно да ги посетиме магазините, каде што тие учебници неквалитетни преведени, скапи печатени, се уште стојат по магазините и се уште не се доставени до студентите, заради тоа што тие се во високото образование. Во време на опозицијата е донесен концептот Кембридж, каде што знаеме дека како концепт е најмногу коментиран во овој период во основното образование. Но исто така и во фактите што ги даде опозицијата, јас Министерството за образование и наука најодговорно, најтранспарентно, сите податоци се јавни и можат сами тие да ги проверат сите податоци, а не да изнесуваат неточни факти. Јас ниту еден од авторите, одговорно кажувам, Националната комисија со 17 членови, рецензентите, сите постапки се водат во Националната комисија. Ниту еден од авторите не знам кој и каква е одобрен од страната на Националната комисија и никогаш не би сакал да навлегувам во тие. Но позитивно е тоа што една од повеќе барањата што беа од авторите од претходните учебни години дека тоа авторското право што треба да се исплати за авторите, јас се одлучив да го исплатам еднократно како начин за мотивација за да се појавуваат што повеќе автори за поквалитетни учебници. И тоа излезе како добар резултат ова учебна година, каде за одредени предмети има повеќе од 4 или 5 доставени учебници. Тоа ме радува фактот, но одговорно кажувам дека ниту би посакал, ниту знам и ниту ќе навлегувам во постапките на Националната комисија. Министре, ви благодарам на одвоеното време и гостувањето во Гласот на Америка.